Најново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Без дозвола за градба на туристичкиот центар Попова шапка се вршат градежни активности за изградба на верски објект џамија. Дека градежните активности се одвиваат без дозвола ни потврдија од секторот за урбанизам при општина Тетово. Во викенд на селбата на туристичкиот центар Попова шапка, деново бе започнати се градежни активности за изградба на џамија, која нема одобрение за градба. Планот е џамијата најверојатно да биде на 3 ката со големо минаре, а локацијата каде се вршат ископите за поставување на темелите на верскиот објект се наоѓа веднаш над главниот пат на туристичкиот центар, на само 10 метри од викендички. Од секторот за урбанизам при општина Тетово велат дека на таа локација нема издадено никакво одобрение за изградба на верски објект, ниту пак за било каков објект. Собствениците на викендичките кои ги затекнавме на Попова шапка не сакаат јавно да зборуваат пред камера околу изградбата на џамијата. Накусо ни рекоа дека не се против изградба на никаков верски објект, ако истиот е со дозвола за градба се гради според сите стандарди прописи и во склоп со деталниот урбанистички план. Од секторот за односи со јавност при општина Тетово засега не даваат информации какви мерки ќе преземат во врска со изградбата на објектот на Попова шапка. Неофицијално дознаваме дека инспекторатот на општина Тетово бил на лице место и ја допрео градбата. Градежните активности запреле изминативе 2 дена, но денеска багерот повторно вршеше ископи на парцелата. Од Државниот градежен инспекторат ни потврдија дека до нив е поднесена преставка дека на Попова шапка се гради верски објект џамија без дозвола за градба. На основа на преставката, ние ќе направиме вонреден надзор на работата на властениот инспекторат на општина Тетово, ни изјави од градежниот државен инспекторат. Од Тетовското муфтиство при исламската верска заедница велат дека не преземаат никакви активности во врска со изградба на верски објект на туристичкиот центар Попова шапка, но на патот кон овој туристички центар поставени се повеќе билборди на кои е насликано идејното решение на верскиот објект кој што треба да се гради на туристичкиот центар, а пишува исто така дека инвеститор на овој верски објект е Исламската верска заедница на Република Македонија муфтиство Тетово. Исто така напишана е жиросметка на која што граѓаните може да донираат за изградба на овој верски објект. Поради градежните активности за изградба на верски објект на Попова шапка, уништена е зелена површина со земзелени дрва. Се реконструира патниот правец од Лешок до Ратаe поради изведување на градежни активности воведен е времен режим на сообраќај. Патниот правец од село Лешок кон село Ратаe се реконструира. Екипи на јавното претпријатие Македонија пат секција Тетово вршат надградба на коловозот. Градежните работи започнаа вчера, ќе траат до крајот на неделава или почетокот на следната недела. Поради тоа се до завршување на активностите на овој патен правец воведен е времен режим на сообраќај, забрана за движење на моторните возила во периодот од 8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути. Инаку во изминатиот период извршена е надградба на коловоз на патниот правец Желино-Шемшове Егуновце на повеќе парчиња, како и на патниот правец Тетово-Желино-Групчин, како дел од годишната програма на Тетовската секција на Македонија пат. За во месец јули е планирана реконструкција на 2,5 километри од патот Градец-Врапчиште. Честа мета на крадци овој период се домовите на оние кои прославувале некоја семејна свеченост или оние кои отсуствувале од своето живеалиште. Поради тоа СВР Тетово со апел до граѓаните за максимална предпазливост. Во сезоната на свадбени и други семејни свечености, која веќе започна и која во наредниот период уште повеќе ќе се интензивира во полог, како и за време на рамазанските пости, честа мета на крадците минатата година беа куќи и станови на оние кои прославувале и кои повеќе или помалку отсуствувале од домовите, но и на поединци кои час-два биле на гости, односно вечера кај роднини и пријатели. Нивното отсуство во тоа време поединци вешто и моште досетливо го искористувале, на брзина влегувале преку незаклучени врати или подотворени прозорци, целосно ги пребарувале просториите во внатрешноста, претежно одземале пари или златен накид и со одземеното уште побрзо ги напуштале објектите. Поради ова,
Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните, организатори или учесници на свадбени и други семејни свечености, задолжително да ги заклучуваат влезните врати и да не ги оставаат под отворени прозорците, зашто доволно е само мало невнимание и крадците веднаш стапуваат на сцена. Портпаролот Јосифовски советува и дека доколку граѓаните забележат непознати сомнителни лица пак во близина на куќите или становите, веднаш да ги пријават во најблиското полициско оделение или станица на бесплатниот и веќе познат телефонски број 192, со што во голема мерка ќе помогнат за нивно ефикасно идентификување и оневозможување евентуално да извршат кражба или друг вид криминал. Секторот за внатрешни работи Тетово исто така ги охрабрува граѓаните доколку имаат техничка, финансиска и друга можност да набават и постават заштитна опрема во нивните домови, со што ќе им ја отежнат работата на крадците, ако така може да се рече, и ќе ги заштитат домовите, посебно доколку планираат заминување на подолг годишен одмор, на бања и слично. Во расправија и тепачка помеѓу двајца браќа во гостиварското село Чегране, едниот завршил со убодна рана во стомакот. Браќата најверојатно се искарале за нива за која веќе воделе судска постапка. 57 годишен жител на гостиварското село Чегране завршил во болница со убодна рана во стомакот. Неговиот 6 години постар брат е осомничен дека му ја нанел раната со нож. Како што соопштуваат од полицијата, повредениот вчера попладне во своето возило во кое се наоѓал и нивен роднина, стигнал на нива близу селото, каде го забележал постариот брат кој работел на оградата. Покуса расправија се степале, а постариот кој во еден момент бил паднат долу на земјата, извадил нож и го прободел братот во стомакот. Браќата за нивата воделе судски спор. Повредениот бил пренесен во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош и на барање на најблиските префрлен во Скопје. Надлежните информираат дека јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид. Осомничениот е лишен од слобода, задржан во полициската станица и по целосно расчистување на сите поединости ќе се соочи со соодветна пријава. Повреден возач во сообраќајна незгода на регионалниот пат Тетово-Брвеница. СВР Тетово информира и за 8 возачи без дозволи и исто толку нерегистрирани возила евидентирани од секторот вчера и ноќеска. На регионалниот пат Тетово-Брвеница вчера околу 17 часот и 30 минути се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 3 патнички возила со тетовски регистерски таблици: Opel Vectra управувано од 23 годишниот тетовец КВ, Пасат што го управувал 45 годишниот ЗА од Брвеница и Opel Corsa управуван од 20 годишниот тетовец АЗ. Во несреќата возачот на Вектрата задобил телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштен е на домашно лекување. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата и се друго. Првично, причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Инаку и покрај бројните апели, контроли и поднесоци на полошкото подрачје и натаму значителен е бројот на лицата кои ги управуваат возилата без возачки дозволи. Само вчера и ноќеска на тетовските простори откриени се 8 лица без дозволи и исто толку нерегистрирани возила, појава која повеќе или помалку продолжува во Тетово и Тетовско. Овие и другите прекршоци заокружени се со близу 30 на прекршочни и мандатни платни налози, информира СВР Тетово. Инаку наредниве 2-3 месеци во Тетово и во Гостивар ќе се реализираат повеќе активности, односно сообраќајни приоритети кои се очекува да придонесат за поголем ред и безбедност на градските улици. Во овој период ќе се отстрануваат и законски со соодветни поднесоци, ќе се санкционираат сите самоволни зафаќања, узурпации на јавните сообраќајни површини, пред на тротоарите, зеленилото и делови од улиците. Станува збор за поставување на рекламни пануа, табли, изложување на земјоделски и други производи, како и оставање на хаварисани и возила кои се нудат на продажба, а кои го попречуваат нормалното и безбедно движење на пешаците и ја намалуваат прегледноста. Глобата за ваквите прекршоци изнесува 100 евра во денарска противредност, со напомена дека за правните лица е далеку поголема и изнесува 2000 евра. Покрај ова, посебен акцент во следниот период ќе му биде ставен и на паркирањето.
Ќе се санкционираат сите возила паркирани на пешачки премини, на крстосници, на кривини, предпоставени сообраќајни знаци или на велосипедски патеки, како и оние оставени на стојалишта за јавен превоз и такси возила, пред влезови на објекти, пред гаражи, во дворови, пред стамбени згради, во зеленило, на места предвидени за лица со посебни потреби или плоштади. Зависно од местото, глобата за непрописно паркираните се движи од 25 до 250 евра. Дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Јегуновце. Дезинсекцијата ќе се спроведе утре од страна на Центарот за јавно здравје Тетово. На територијата на општина Јегуновце утре ќе се реализира првиот наврат годинава од дезинсекција против возрастни комарци по земјен пат во периодот од 21 до 4 часот. Релацијата на третираната површина е претходно утврдена од страна на стручни лица вработени во општина Јегуновце. Се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Мандатарот Зоран Заев во денешното обраќање пред парламентот најави дека ќе предводи реформска влада преку која ќе има живот за сите во Македонија. Според него владата ќе се фокусира на 3 клучни темели: економија и живот за сите, силни професионални институции и правда за сите, како интеграција на Македонија во Европската унија и во НАТО и перспектива за сите. Денеска застанувам пред сите вас овде во салата и пред сите надвор од неа, со достојна почит кон сите кои веруваме дека Македонија ќе ја добие битката за демократија, кој што верувавме и до ден денеска веруваме. Како и со почит кон сите оние кои почнуваат да веруваат во оваа реалност. И најавувам дека ќе предводам реформска влада во Република Македонија. 3 клучни темели ќе гради новата реформска влада. Новата реформска влада ќе биде посветена на економијата и живот за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на силни професионални институции и правда за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на Европската унија и НАТО и перспективи за сите. На тоа се образувам овде, во законодавниот дом, низ кој што ќе ги носиме одлуките. Пред вас, народните избраници, од кои ја барам довербата за составот на новата влада и за програмата на новата влада. Ова се луѓето кои пред мене се обврзаа, а барам и пред вас и пред граѓаните да го исполнат својот збор, како што и јас го давам својот збор. Ќе работиме честно и посветено, исклучиво за потребите на граѓаните на Република Македонија. Врховниот суд ја одложи јавната седница за случајот Монструм за 9 јуни оваа година поради отсуство на двајца адвокати на оштетените за 5-кратното убиство кај Смилковското езеро. Инаку пред јавната седница да биде одложена, јавниот обвинител Лилјана Спасовска побара од судот и судиката известител да ја одложат седницата на подолго време и да ги прибават доказите и новите факти од специјалното јавно обвинителство, за кои во јавноста долго време се зборувало, со цел целосно да се анализира предметот и да се утврди дали новите околности ќе влијаат на конечната пресуда. Председавачот со Кривичниот суд и председател на Врховниот суд Јово Вангеловски одговори дека јавното обвинителство, доколку има потреба од прибавување на било какви други податоци, тоа имало можност да прибавува такви сознанија, бидејќи предметот бил доставен до обвинителството во април минатата година и отимало доволно време за проучување на списите и за прибавување на други докази и факти. Најмалку 27 луѓе загинале, а повеќе од 100 биле повредени во 2 бомбашки напади во Багдад, соопштија безбедносните сили. Милитантната група Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот во сладкарница во регионот Карада, при кој загинаа 16 лица. Меѓу жртвите има и деца и жени. Според милитантите, целта на нападот биле шиитски муслимани. Во вториот напад во експлозија на автомобил бомба во близина на еден од главните мостови во Багдад загинаа 11 луѓе. Се уште никој не презема одговорност за вториот напад.
Британската премиерка Тереза Меј изјави дека е подготвена да се откаже од преговорите со Европската Унија за Брекзит доколку договорот не биде доволно добар. Од друга страна, лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин изјави дека може да обезбеди договор за Брекзит со Европската Унија доколку победи на изборите. Во Британија во следната недела се одржуваат вонредни парламентарни избори, а најновите анкети покажуваат дека предноста на Меј над лабористите е намалена за 6%. Разговорот со Владимир Путин беше неформален, но многу отворен и остар. Она што сите јасно го забележаа кај Макрон се нештата некарактеристични за политички почетник. Опуштеноста, решителноста, во одредени моменти дури и доза дрскост, која беше непоимлива за неговиот претходник Оланд. Емануел Макрон доби тешка задача да ја пробие бариерата создадена меѓу Европската Унија и Москва поради санкциите и интервенциите во Украина и во Сирија. Макрон на рускиот колега му ги пренесе ставовите на Г7, зашто за време на викендот во Сицилија го подготвуваше лично Ангела Меркел. Поранешниот панамски диктатор Мануел Нориега почина на 83 годишна возраст по операција на мозокот, соопшти актуелниот претседател на земјата Хуан Карлос Варела. На 7 март тој бил опериран од бениген тумор на мозокот во болница во главниот град на Панама, но добива мозочно крварење и е опериран повторно. Потоа неговата состојба е критична. Поради операцијата Нориега добил дозвола да излезе привремено од затвор во кој одлежуваше затворска казна поради исчезнување на политичките противници за време на утврдената од него диктатура. Расте бројот на жртвите од силниот ураган во Москва. Властите соопштуваат за 14 загинати, над 150 повредени. Невидена стихија ја зафати во понеделникот руската престолнина и искорени неколку илјади дрвја. Близу 150 лица се хоспитализирани по ураганот во Москва, откако во моментов во болница остануваат 108 лица. На 20 од нив се деца. Вчера во вториот дел од денот и вечерта во болници беа донесени 146 пациенти со различни повреди, добиени во текот на бурата. Од запишани 146 лица, во клиниките остануваат 108, вклучувајќи 22 деца, 8 од хоспитализираните остануваат во тешка состојба. Москва се уште се опоравува по вчерашната катастрофа, кога над градот се појави моќен ураган. Во отстранувањето на последиците од ураганот учествуваат повеќе од 1000 спасувачи. Властите мобилизирале 170 единици техничари. Стихијата нанела штета на повеќе од 1500 автомобили и над 140 згради. На 164 загинати се зголеми трагичниот биланс на катастрофалните поплави на Шри-Ланка. Според новите податоци, 104 лица се сметаат за исчезнати, а со повреди предизвикани од поплавите во болници се згрижени најмалку 88 луѓе. Повеќе од половината милион жители на Шри-Ланка принудно ги напуштија домовите поради најкатастрофалните поплави на островот во изминатите 10 години. Одроните уништија неколку села, а поројните дождови продолжуваат поради што е отежнато и давањето прва помош на загрозените. Денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Дуваше и до умерен слаб западен и северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 5 до 13, додека пак максималните дневни температури достигнаа до 19, односно до 30 степени Целзиусови. Во среда во Македонија ќе биде претежно сончево и многу топло, со дополнителен пораст на дневните температури. Попладне во западните и југозападните, како и во крајните источни предели, со услови за локални врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат од 7 до 15, а максималните од 21 до 32 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.